Денеска православната црква ги празнува зачнувањето на светиот Јован Крстител, светата маченичка Ираида и светиот новомаченик Никола Пантопол. Зачнувањето на светиот Јован Крстител. Во овој ден се прославува милоста, чудото и мудроста Божја. Милоста кон побожните и праведните родители на светиот Јован, старецот Захарија и старицата Елисавета, кои целиот живот сакале и од Бога проселе едно дете. Чудото на зачнувањето Јованово во престарената утроба на Елисавета и мудроста во домостроителството на човековото спасение, затоа што Бог со светиот Јован имал особено големи намери, имено да му биде пророк и претеча на Христа Господа, Спасителот на светот. Преку своите ангели Бог го објавил раѓањето на Исак од бездетната Сара и на Самсон од бездетниот Маној и неговата жена, и на Јован, претеча од бездетните Захарија и Елисавета. Преку ангелите своји Бог го објавувал раѓањето на оние со кои имал посебни намери. Како можеле да се родат деца од стари родители? Ако е некој љубопитен тоа да го дознае, нека не ги прашува за тоа ниту луѓето, бидејќи луѓето тоа не го знаат, ниту природните закони, туку тоа и надприродните закони, туку нека го сврти својот поглед кон силата на семокниот Бог, кој од ништо го создал сиот свет и кој за создавањето на првиот човек Адам немал потреба од никакви родители, ниту стари, ниту млади. Наместо љубопитство да му одадеме благодарност на Бога, кој често ни ја јавува силата и милоста и мудроста своја надвор од природните закони, во кои заробени ние, без особените чуда Божји, би паднале во очајание и богозаборав. Поуки од светите отци. Во очајание и безнадежност вообичаено не фрла многобројноста на гревовите, туку душата без Бога. Свети Јован Златоуст. Светата маченичка Ираида. Некаде ја именуваат Раис или Раида. Девица од некој египетски град Ватан, значи по сета веројатност египтјанка. Еднаш Ираида излегла да наполни вода од бунарот близу до морето и здогледала една лагја наполнета со врзани христијани, свештеници, ѓакони, иноци, жени и девојки. Распрашувајки се дознала дека сиот тој народ го водат мачителите незнабожци на маки и во смрт заради името на Христа Господа. Во срцето на младата Ираида се разгорела желба и таа да пострада за Господа. Ги оставила садовите крај бунарот, влегла во лагјата и исповедала дека и таа е христијанка. Веднаш и неа ја врзале со останатите и ја одвеле во египетскиот град Антинопол. По разните мачења, прво на Ираида ја одсекле главата, а потоа и на останатите. Чесно пострадала и се прославила во почетокот на 4. век. Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов.
Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја сподели жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси, Светогорец. Светиот новомаченик Никола Пантопол. Како момче пострадал за верата Христова од турците во Цариград во 1672. Татко му таму се преселил во Тесалија. Па бидејќи татко му држел бакалница, затоа и тој бил наречен бакал на грчки Пантопол. После многуте принудувања да се потурчи и мачењата за тоа што не сакал, бил убиен и се преселил во Царството Божјо. Моштите му почиваат во манастирот Ксиропотам во Света Гора. Поуки од светите отци. Еве, јас сум патриарх. Тоа не значи дека се знам и дека во ништо не грешам. Кога ќе се појави проблем, можам да ги прашам другите луѓе, да ги сослушам нивните аргументи. Ќе прашам и искушеник, и дете, и свештеник, и владика. Така треба да постапуваме, да го сослушаме другиот човек и трошка по трошка да дојдеме до вистината. Човек што има доверба само во себе, во својата волја и во своите размислувања, многу често и греши. Патриарх Грузиски Илија. Богородице, Дево, радуй ся, благодатная Мария, Господ с тобою. Благословена ти в женах и благословен плод чрева
Поруки од светите отци. Од Господ ни е дадена заповед за љубовта према луѓето, нашите ближни. А дали тие нас не сакаат или не, ние за тоа не треба да се грижиме. Треба да се грижиме само ние нив да ги засакаме. Старец Јован Крестјанкин. Благослови